И супер што се собравме сите вака. И фала ви на тимот за славење. Некако песните во сон некој да не прашат не знаеме, така. И онака уште некој само да ни дошепни во сон. Вино, чорат, вода, ствари, ти уште во сон, онака. И ако поке со нас. Одма ќе фатиме да пееме, ама тоа е убавината во суштина на славењето. И баш последната песна го донесе на подлабок начин карактерот на Господ. И по 100 милиарди пат да ги пееме истите песни, пак нема да се доволни да ја опишат убавината на Господ. И пак нема да се доволни да ни ја донесат убавината на Господ каков е. Амен. И заради тоа секогаш кога ги слушам овие познати рефрени, ја онака се препуштам. Океј, Свети Душе, што имаш сега ти нас да ни откриеш? Што имаш ти сега нас да ни донесеш од небото? Халелуја. И благословени сме што ви имаме, тимче. Фала ви. И ја би сакала да продолжиме да пееме, ама добро, тоа е тоа. Фала ти, Исусе. Фала ти, Исусе. Фала ти за Твоето прекрасно дело во нас, помеѓу нас, околу нас. Фала ти што Твоето победничко воскресение се изразува во секој еден ден од нашиот живот. Фала ти што те славиме воскреснат, вечно жив. Те славиме славен цару на Вселената и пастир на сечија човечка душа. Халелуја. Амен. Амен. Така е, матиче. Амен. Халелуја. Така треба. Јас се уште сум под импресии од стиховите што ги читав од Псалм 145, минатата недела на славењето. И ќе ги прочитам повторно. Значи, читам од Псалм 145, од 11 до 13. Сите Твои свети ќе те благословуваат Тебе, Господи. Тие ќе зборуваат за славата на Твоето царство и ќе раскажуваат за Твојата моќ. Тие ќе ги објавуваат на сите деца на целото човештво Твоите моќни дела и славниот блесок на Твоето царство. Твоето царство е вечно царство и Твоето владење трае за сите генерации. Господ е верен на сите негови зборови што ги изговори и тој е полн со добрина и со благодат во сите своји дела. Прекрасен опис на Господ. Фала ти, Горанчо. Се работи и она како што Николче кажа во својата проповед. It's all about Him. Се врти околу Исус. Се е за Исус. Се е преку Исус. Зборувам за совршените прекрасни дела. Се е за Исус. Се врти околу Него. Мита пееше, ако Вселената те објавува тебе, тогаш и јас. Се е за Исус. Ако секоја звезда свети за сведоштво на Исус, тогаш и ние. Се е за Исус. Се е за Неговото славно име. Се е за Исус. Се е за Исус. За кралот и Неговото кралство.
Во Лука 24:51, знаете кога Исус ги одведе на гората над Бетанија пред да се вознесе на небото, ги повика и е интересен факт запишан во тоа Евангелие, вели Исус ги благослови и додека ги благословуваше, замина на небо. Се вознесе на небо. Интересно е што ги благословувал. Зборот грчки употребен во тој текст, во тој пасус е еулогео, eulogy. Нели, кога е нешто опишано, обично на надгробните плочи ставаат епитафи или еулоги, односно написи за некого. И грчкиот збор е еулогео, што значи нешто што е на добар глас и нешто што е достојно да се зборува. Исус пред да замине им кажа на апостолите нешто кое што сметаше дека е достојно да им го каже нив за охрабрување. И така си замина. Ги остави полни со неговото охрабрување. Бидејќи сметаше дека се достојни за да ги пофали и за да ги охрабри. И така си замина, се вознесе на небото со тоа што ги охрабри. Значи, кога ќе кажеме следниот пат, Господ да те благослови, тоа не е мала работа. Самиот наш збор е кованица од два збора. Благо слово, благ збор. Благиот збор е секогаш пријатен за уши, бидејќи ја допира нашата суштина и не крева. И кога ние ќе кажеме, биди благословен, Господ да те благослови, со други зборови, ние би требало да сме свесни за богатството на Исус што го ставил во тој човек. И со тоа да го испратиме. Бидејќи така Исус ги благослови неговите ученици. И си замина на небото. Ги остави со охрабрување. Бидејќи Светиот Дух уште не беше дојден. Ама не ги остави без сила. Не ги остави без своето. Ги благослови и си замина. И им рече, останете во градот, бидејќи ветувањето на мојот татко ќе дојде. А тоа беше Светиот Дух. Амен. И пред да ги благослови, нели, пред да се возмесе на небото, Исус, откако воскресна од мртвите, 40 дена беше со учениците. Колки дали ќе може Дела апостолски, 1 глава, 3 стих. Исус им се објави жив на учениците, откако пострада. Им се објави жив со многу докази. Им се представи жив по своето страдање со многу несооборливи докази. Јавувајќи им се 40 дена, изборувајќи им 40 дена за Божјото царство. Односно, за доменот на царот. За територијата и владењето што му припаѓаат на царот. Тоа е царство. На англиски е кованица од два збора. King, дом. Цар и дом, доминијан. Кај нас е царство, царштина. Владење и територија на царот. И замислете сега, Исус 40 дена им зборува откако воскресна за царството. Остави тука и вели во 5 стих, зошто навистина Јован, нели се мисли на крстителот, крштеваше со вода, а вие не по многу дни, односно по 10 дни, ќе бидете крстени со Светиот Дух. За кратко сега да размислиме за овие два стиха што ги прочитавме.
Што всушност им кажа Исус? Бидејќи не случајно бројката 40 се јавува низ цела Библија. 40 дена Мојсей беше на Сион кога ги доби заповедите. 40 дена извидниците во пустина ја извидува ветената земја. Заради негативниот извештај, заглавија за сите 40 дена, 40 години во пустината. Исус 40 дена беше во пустина искушуван. 40 дена Исус после воскресението зборуваше за царството. Бројот 40 е секогаш израз за време на тест и испитувања во Библијата. Дури самиот Исус 40 дена во пустината. Меѓутоа, сега, овие 40 дена, после воскресението на Христос, Христос не им зборува на учениците за тестови и за испитувања. Исус 40 дена ги спремаше за новата реалност што треба да настапи. А тоа е дека за 10 дена ќе бидат крштевани во Светиот Дух, ќе добијат нова природа и веќе нема да имаат потреба да одат на некаква гора да го бараат Господ. Бидејќи Светиот Дух во нив ќе биде Господ во нив. Кога Исус се роди, беше Емануел наречен, Бог со нас. Кога Исус умре на крстот, беше Бог за нас. Кога Светиот Дух дојде во моето и твоето срце, е Бог во нас. Халелуја. И Исус ги припремаше 40 дена за една нова реалност. А тоа е дека откако ќе дојде Светиот Дух во нивното срце, тие веќе никогаш нема да се исти, бидејќи ќе имаат нова природа, бидејќи ќе бидат способни да го носат Божиото присуство и да бидат способни да го следат Бог и да го познаваат Неговиот глас. Затоа Исус 40 дена ги спремаше. Неговиот фокус не беше цело време ќе ви биде тешко, ќе ви биде тешко, ќе бидат против вас, бидејќи јас сум вистинскиот Бог, ќе бидат против вас. Не. 40 дена Исус ги спремаше за новата реалност, која што е моја и твоја реалност денес. Затоа црквата е најдоброто нешто во светот што постои. Бидејќи во црквата е сконцентрирана новата реалност од небото на земјата. И затоа Исус помина 40 дена спремајќи ги апостолите за таа нова реалност. Новата природа. Бидејќи Светиот Дух, ветувањето на Таткото требаше да дојде. Светиот Дух не престојува во грешна природа. Затоа, еднаш за секогаш во името на Исус ја кршиме таја лага дека ние сме грешници или дека црквата е болница за грешници. Не. Црквата е света невеста на Христос, која што е способна и опремена да го донесе Божиото царство во сила, како што е на небото, така и тука. Затоа дојде Светиот Дух. Не е возможно да се разбере концептот за Божиото царство ако ние немаме нова природа. Ние не можеме да бидеме садови за почесна примена во силата на Божиото царство ако не сме осветени, ако немаме нова природа. И затоа Исус 40 дена ги спремаше апостолите за една нова реалност. Единствената, вистинската реалност требаше да стапи на сцена. Бидејќи, видете, пред да дојде Светиот Дух, апостолите не го имаја во себе си. Мораше Исус од време на време
емоции на Свет Дух да им вдахнува, нели, кога ги пушти 70 ученици, што пишува? Им вдахна Дух, им рече, одете, зборувајте за Божјото царство. И нели се случуваат чуда и знаци. Кога воскресна, никој не го препозна дека е жив. 20 ученици на патот до Емаус го промашува Исус, бидејќи не беа наново родени. Не го позна Исус. По што го препозна? По словото што им го говореше. Затоа што во Лука 24, двајцата ученици на патот до Емаус сведоча, нели ни гореа срцата кога Исус ни зборуваше за писмата. Меѓутоа, уште не беа наново родени. Уште го нема Светиот Дух. Меѓутоа, 40 дена Исус припремаше територија, спремаше, така да кажам, граунд, тло, погодна, за да дојде Светиот Дух. Затоа што видите, во Марко 4 глава, кога се случи чудото, односно, кога се дигна бурата, апостолите беа избезумени дека ќе загинат. Исус стана и му рече на ветрот, ќути! Грчкиот збор е шарап, замолчи. Ќути! И нели се смири бурата. И видете изјавата на учениците кои што не беа наново родени. Вели, страв лезе во учениците и си рекоа, кој е овој? Како бре, кој е? Како? Абе, од твоја уста излезе дека Исус е Месијата. Дојдете, го најдовме Месијата. Како сега кој е? Немаја нова природа. Светиот Дух се уште не беше во нив. И затоа во Лука 24:45 вели, Исус им ги отвори умовите за да ги разберат писмата, бидејќи Светиот Дух се уште не беше дојде. Мораше да ги остави на некој начин тро малце подготвени, како што во средно кога имавме тест пред писмена. Тестот многу не се важеше, писмената беше главна. Така да, со учениците беше истото. Фрапантно е кога ги читате тие моменти онака. Исус ја смирува бурата, му вика на ветрот, а да ќутиш? И овие уплашени, кој е овој? Како бре, кој е овој? Абе пред тоа го воскресна девојчето на Јаир, нахрани 5000 луѓе, како кој е овој? Од устата на Петар излезе, ајде одиме Господе, одеве се зборовите на вечен живот, ти си Христос Месијата, како сега кој е овој? Како? Но, кога Светиот Дух дојде на Пентекост, колку сум горда што моето име малце личи на Пентекост. Звучи малце на Пентекост, стално се зафркавам. Родена да сум исполнета со Светиот Дух. Што се случи на Пентекост? Дојде Светиот Дух во вид на силен ветар и оган. Апостолите беа во горната соба, нели, заедно со Исусовите браќа, со Марија, мајката на Исус и други неколку жени, нели, од прилика 120 следбеници. Но видете, сега, апостолите веќе не се чудат што е се овие огно и ветрови. Затоа што 40 дена имаја добра подготовка од Исус дека следи новата реалност и дека ќе бидат способни да го носат сето тоа што Светиот Дух го носи. Затоа што истите тие апостоли, поточно Петар, на Пентекост, односно македонски старски кажано духовден, не се прошуваше кој е овој сега што ми стои наглас оган. Туку знаеше кој е. И ниту се замараше да се прашува кој е. Туку стана, почна да проповеда за Христос и 3000 луѓе се приклучија кон првата црква што ја роди Светиот Дух. Халелуја, фала ти, Исусе.
Фала ти, Исусе. Во Откровение 19:16 се вели дека Исус на своите на својот бут, нели, на своите бедра го носи напишано Крал над кралевите и Господар над господарите. Интересно е што не е нешто друго напишано, дека му е врежано, нели, напишано на бедрата, туку пишува дека му, нели, може да напишува Месијата, единствениот Бог, пукнете сите други богови, неважечки сте. Јас сум единствениот. Него на неговата наметка и на неговото бедро има напишано име Цар на царевите и Господар на господарите. Не пишува ништо друго. Не пишува дека е единствениот Бог, нема никој друг како него, дека е Спасителот. Туку пишува Цар на царевите и Господар на господарите. Кога станав христијанка пред 21 година и кога најдов овој стих, почнав да се прашувам, кои се тие цареви и господари? Некој ми кажа, вика, па тоа не ли земните цареви? Знаете, во Псалм 2:2 вели, точно е, дека Господ од својот трон им се подсмева на земните цареви владетели кои што си мислат дека се попаметни од него. Да, тоа е точно, Псалм 2:2. Но не ќе да е Исус дека е цар на таквите цареви. Бидејќи таквите цареви не ја поседуваат неговата природа. Корумпирани се. Не им е гајле за никој друг освен за самиот нивни стомак. Лоши господари се. Не се добри управители. Не ќе да е Исус дека е господар на таквите господари. И цар на таквите цареви. Јас и ти, црквата, се царевите и господарите. Затоа што во Римјани 5:17 вели, ако го примивте дарот на праведноста, ќе царувате во животот преку благодат. Аха, царување. Сега кога се зборува за цареви, знаете, во Библија Исус е опишан како понизен цар. Значи и овие другиве цареви треба да се такви, со таква природа. Што значи дека ние сме цареви на оваа земја, заради Светиот Дух. И сме господари на планетата Земја, заради довербата што Господ ни ја даде, што ни го даде Светиот Дух во нас. Видете, не е мала работа што Бог Таткото одлучи да го послуша Христос и неговата молитва да ни го даде Светиот Дух. Поголемо, повозвишено, подобро нешто Таткото не можеше да даде од Светиот Дух. Бидејќи Исус, знаете како го опиша Светиот Дух? Исте како мене, со иста природа. Меѓутоа, физички и географски не е ограничен територијално на Израел. Туку цел свет му припаѓа на Бог Светиот Дух. И сега истиот тој е во мене и во тебе. Истиот Дух што го воскресна Исус од мртвите, сега е во мене и во тебе. Не е мала работа тоа што Господ ни го даде. Не може да има поголема работа од тоа што Бог би ни ја дал. Не може. Светиот Дух, ист како Христос по природа, сега живее во нас. Така го опиша Христос. Христос вели, за вас е подобро јас да си заминам, затоа што ако не заминам, нема да дојде охрабрувачот, кој што е ист како мене по природа, ќе земе од моето и ќе ви даде вам. Исус кога беше на планетава Земја, што правеше? Како е опишан во дела апостолски? Одеше наоколу и правеше добрини на сите луѓе, ослободувајќи ги сите од секаква немощ и сите што ги измачуваше ѓаволот. Од него Светиот Дух зеде и ни даде нам. Од него. Такви сме и ние на земјата. Такви сме и ние на земјата.
Мими, такви сме и ние на земјата. Затоа тебе и твојот сопруг ве следат чуда и знаци. И одговор на молитва. Бидејќи сме такви ние на земјата. Халелуја! Таков е нашиот Исус. Прекрасен е Светиот Дух. Прекрасен е, видејќи зборува кралски работи, чини кралски дела, действува на кралски начин. Во мене и во тебе. Прекрасно е да се биде во присуството на Светиот Дух, кој што е Бог на земјата. Параклетос, охрабрувачот, силниот, ист како Исус, кој што сега живее во мене и во тебе. И ја носи реалноста на Божјото царство, која што се манифестира како што е Исус опишан во Дела апостолски 10:38. Одеше Исус наоколу и правеше добри и ги ослободуваше сите кои што беа измачувани од злиот. Таква е црквата денес. Затоа е црквата денес. Светиот Дух секогаш има нова перспектива, секогаш ја има перспективата на небото. Заради тоа што апостолите претходно се чудеа кој е ова Исус што смирува бури, за подоцна во силата на Светиот Дух веќе да не се чудат, туку да им биде нормално и Петар да каже: слушај, злато и сребро немам, во името на Исус стани оди. Тоа е перспективата на Светиот Дух. Истиот тој Петар, кој што се откаже од Исус, се криеше, истравматизиран беше, не знаеше што со самиот себе. Но, заради 40 дена на охрабрување од страна на Исус и подготовка за доаѓање на Светиот Дух токму во срцето на Петар, Петар беше охрабрен на Пентекост да го направи тоа што го направи. Стани во името на Исус и оди. Многумина од вас знаат дека моментално работам во Катланово и со Бабабубе си седиме во двор еден ден, минатата недела, и куњата каде што е близу до автопатот, две ленти врволица од сообраќај, и седиме и се нормално ги слушаш лепедите и сето тоа, и Бабабубе ми вели: знаеш, Вики, јас не ја перцепирам галама во сообраќајот како галама. И одлучувам да не ми смета, бидејќи за мене ова е символ дека има живот. Ете го Светиот Дух на дело. И тие зборови направија нешто во моето срце, луѓе, верувајте. 81 годишна старица, исполнета со Светиот Дух, дозволува да биде инструмент на Светиот Дух и да посади жив збор во мене. Сите други денови кога излегувавме надвор на свеж воздух, мене воопшто галамата никој не сметаше. Тоа е Светиот Дух. Тоа е кралскиот пристап на црквата. Тоа е величествената црква на планетата Земја, водена и исполнета со Светиот Дух. Замислете колкава моќ имаме заради Светиот Дух. Бидејќи таа реченица, јас во моментот кога излезе од нејзината уста, се закачи за моето срце, најде место во моето срце. И затоа што одлучив да ја вреднувам како од Господ дадена реченица, таа реченица истата следниот ден во мојот живот донесе плод. Не ми сметаше, ниту ја приметила в галамата. Замислете кога се работи
за околности, проблеми и ситуации кои што се многу поголеми, повеќе ни сметаат отколку обично бучава надвор. Замислете во такви ситуации кога одлучуваме да го земеме Божиот збор од Светиот Дух и да си го ставиме во срце и да си го култивираме и да го негуваме. Замислете што ќе се случи тогаш. Знаете што ќе се случи? Марко 4 глава, споредбата за Божиото царство какво е од страна на Исус. Дека е прилега на зрно од синап, кое што е најмало од сите зрна во цел свет. Меѓутоа, со тек на време се развива во толкаво дрво и се разгранува со таква крошна што вели птиците доаѓаат да направат гнездо, а луѓето да се одмараат во нивната сенка. Тоа го прави кралството во нас, кога ние ќе одлучиме да го култивираме се она што Светиот Дух ни го зборува. Се сеќавам кога бев во Англија, имаше на 2-3 моменти кога Светиот Дух постојано ме навраќаше на еден исти стих. И викам, добро, Свети Душе, зошто? Што е работава? Одново и одново и одново и одново. Матеј 6, 22 и 23. Одново и одново и одново и одново. И му велам, што е работата, Свети Душе? Зошто ме враќаш на овој пасус? И Светиот Дух ми рече, за да почнеш да учиш да го џвакаш мојот збор, за да даде плод. Затоа што од тука мора да дојде тука. Кој ќе дојде тука, ќе излезе од тука. Без од тука да дојде тука, нема да излезе тука. Нема да излезе низ устата. Мора да биде проџвакано и процесирано преку нашиот обновен дух. За после нашиот обновен ум да почне да зборува според нашиот воскреснат дух. Во Изреки 16:20, ако може, ова е Стариот Завет, изреки, поговорки, пословици, добро што не се гатанки. 16 глава, 20 стих. Кој ја води разумно работата своја, добро ќе најде. И кој се надева на Господ, блажен е. Мудрите по срце, разумни ќе ги наречат и сладкиот збор го зголемува знаењето. Оригиналниот превод на 20-тиот стих, оригиналниот запис на еврејски во суштина е оној кој што обрнува внимание на Божиот збор, ќе посее во својот живот добри дела. Значи, не вели оној кој што ќе прочита. Оној кој што ќе го прочита Божиот збор. Нели, ние во Струга викаме кострачка на слопашката. Не, вели оној кој што размислува и обрнува внимание на Божиот збор, ќе најде добрина во својот живот. Со други зборови, ние треба да го џвакаме Божиот збор, за да стекнеме кралски пристап на работите. Знаете дека причината зошто Исус истапи во вера да нахрани прво 4000, после 5000 луѓе, знаете зошто? Бидејќи читаше во Стариот Завет дека Елисеј, помошникот на пророк Илија, го направи истото. Затоа што Елисеј, помошникот на Илија, му кажа на тој човекот што ги чуваше 100 пророци скриени од тој
блесавиот крал, сопругот на Језавела, без кичменјакот, скристо пророци, бидејќи таа сакаше сите да ги погуби, и му вели на тој човекот, слушај, дај на пророциве да јадат. И овој му вели, како да им дам, кога имам 2 лепчиња само, шо да им дам, 100 души се. И вика, ти дај и не се секирај. И во моментот кога човекот почна да ги дава на пророците, се умножи и сите 100 пророци беа нахранети. И знаете што пишува? И остана остатоци. Затоа Исус имаше смелост да истапи во вега и да го направи истото. Бидејќи беше исполнет и воден со Светиот Дух и таткото го водеше. И Исус знаеше дека Бог е истиот вчера, денес и за секогаш. Затоа ние треба да го џвакаме Божиот збор. За од тука да дојде тука. За после да се манифестира преку нашата уста. Бидејќи зборовите имаат креативна моќ. Во посланието до евреите се вели дека Бог ги создаде световите преку силата на својот збор и ги одржува преку силата на својот збор. Халелуја. Халелуја. Нас Христос не направи управители на неговото наследство. И ние мислиме дека тоа наследство е еден ден за нас, горе на небото кај ќе отидеме. Тогаш Исус ќе ги распостели цвитоците и ќе види таму што имат запишано, што сме правили ние на земјата. И ќе фрчет награди, ќе фрчет круни, ние па после круните, бам, пред тронот има да славиме. Да, ама и за сега. Бидејќи во Коринќаните, 1 Коринќани 2:9, вели, што око не видело, што уво не чуло и што човечко срце не isfantazirало, тоа Господ го спрема за оние кои што го љубат. И ние мислиме дека само кога ќе отидеме на небото. Не, јас и ти го љубиме Господ сега. Исус сака да ни ги даде тие работи сега. Бидејќи е истиот, не се менува. Вчера, денес и за секогаш. Што око не видело, што уво не чуло и што во човечко срце не дошло, тоа Бог го подготви за оние кои го љубат. Павле цитира стих од Исаја, меѓутоа во Исаја овој дел го нема. Што човечко срце не замислило. Светиот Дух го инспирира Павле да го додаде овој стих во корелација со Ефешаните 3:20. Бог може да ви даде над вашите фантазии, според богатствата на неговата слава. За кога? За сега. За луѓето да видат на вистина овој Господ е добар. На вистина Господ слуша молитви и ги ослободува своите деца. За тоа Господ нас не опреми. И ни го даде Светиот Дух. За луѓето да се чудат, не нам да ни се чудат, туку да се чудат каков е овој Господ во кој што овие поверувале. Се за него, се за него. Кралот проговори на кралевите. Господарот им проговори на господарите. Ги направи менаџери и управители на неговото славно наследство, што е во неговите свети. Ефешани 1:17-18. Кралот над кралевите проговори еднаш, а ние постојано се храниме од тоа што тој еднаш го проговори. Ете таков е Господ.
Давид така напиша: Господ проговори еднаш, ама јас ова го слушнав 2 пати. Вечна е неговата љубов полна со благодат. Зошто тоа Давид така го кажал? Бидејќи одново и одново и одново ја искусува Божјата благодат. Секој ден, еднаш Господ проговорил дека му е верен, ама Давид постојано и постојано искусувал дека Бог е верен. И Давид во псалмот пишува: еднаш Господ проговори, ама јас слушнав 2 пати. Вечна е Божјата љубов и неговата благодат кон оние што се надеваат на него. Кралот на кралевите, мојот и твојот крал, мојот и твојот Господар, не сметаше за достојни да не направи правители на неговото наследство. И знаете што е доказ дека не сметаше за достојни? Ни го даде Светиот Дух како капар. Во Библија така е опишан Светиот Дух. Во Ефешаните вели: Исус ви го даде Светиот Дух како капар, како депозит. Знаете сите вие кои што, и јас најмногу што 100 пати сум се селила по Скопјево, сите газди бараат депозити капар за сигурност. И во Библија Светиот Дух е опишан како наша сигурност. Дека се што ветил Господ ќе оствари. Дека се што ветил Господ ќе оствари. Цареви и господари, управители на Господ, радувајте се. Бидејќи имате прекрасен крал, прекрасен Господар. Халелуја. Амен. Благослов.